Добре дојдовте во студио на Нова. Деновиве српските медиуми пишуваат за смртта на 31-годишниот Славчо Петров од Македонија, кој се лекувал според советите на Мирољуб Петровиќ, кој што себе си надрилекар, кој што себе си се представува како човек кој што лекува со природна медицина. Откако случајот излезе во медиумите, основното јавно обвинителство во Лесковац покрена истрага против Петровиќ, а полицијата работи на расветлување на случајот. Во студиото со мене е сестрата на Славчо, Билјана Јовановиќ, која дојде во студиото на Нова да ја раскаже својата приказна и да предупреди на никого повеќе да не се случи. Да. Добре дојдовте. Добре, Билјана, вашиот брат почина на 7 јануари годинава. Да. Како се случи сето тоа? На него му беше диагностициран бенигнен тумор на недостапно место во мозокот, така, помалку достапно место. Што ви рекоа лекарите? Имаше ли можност за лекување во класичната медицина, што вие се одлучивте да отидете, да се фатите за сламка, да отидете кај него? Па, на брат ми минатата година на 26 март му беше диагностициран бенигни тумор на мозокот. После еден појак епилептички напад беше однесен во болница во Скопје. Тој напад беше од туморот, последица на туморот. Како што кажав, му диагностицираа бенигни тумор на мозокот. Кој што притискал и предизвикувал епилептични напад. Да, кој притискал, да, така. И докторите препорача туморот да се следи, дека не е опасен. Меѓутоа, нели, со тек на време треба да се следи како напредува, дали напредува и така натака. Така. Со брат не беше препорачана операција веднаш? Па не препорачуваа затоа што мислеа дека не е ништо опасно, дека може да се живее со тоа. Докторите не дадоа знаци на опасност. Единствено што кажаа дека е на помалку достапно место, меѓутоа може да се оперира, дека можно да има проблеми со моториката. Кога би се извадил? Кога би се извадил, да. Меѓутоа, ние бевме во финансиска можност да се оперира било каде во светот. Но се одлучивте за нешто друго. Го пронајдовте Петровиќ. Како се случи тоа? Зошто се одлучивте да побарате помош од него? Па, ние неколку години уназад знаевме за господин Петровиќ. Го следевте на медиумите? Има тој некоја кампања во Србија? Па, господин Петровиќ е човек што сака да се бави со медицина. Меѓутоа, он зборува авторитетно и он дава совети за здрав начин. Меѓутоа, он тврди за тие совети. Каде дава совети? Каде се појавува? Дозволено му е во медиумите да се рекламира? Он е многу време во медиумите во Србија и е многу познат во Србија како доктор. Он се прикажува како доктор. Но не е лекар? Не, он не е лекар. Сега дефинитивно знам дека не е лекар. Меѓутоа, така се представува како лекар и он има и теми на интернет кои што може да се видат. Една од нив е лечење на излечивих болести. Лечење рак на природен начин, уствари една тема му се вика и тука има он објаснето дека рак се лечи како обична настинка. Му се обративме ние на господин Петровиќ. Он мене ми пиша дека тоа Кога брзо... се случи тоа? На 26 март. Јас уште првата ден му пишав на господин Петровиќ. Он ми кажа дека брзо и лесно се решава тоа, дека да не се плашиме, дека едноставно не е тоа голем проблем, дека може тоа со алтернативна медицина да се среди, здрав начин исхрана, мало коригирате навики, рече, и тоа е тоа. И вие му поверувавте? Ние му поверувавме, човек кога има болка и мака се фаќа така. за сламка, да кажам. Ама не само за сламка, него за најлесниот начин. Значи, тоа што мислиш дека е најлесно, кога ќе имаш избор, например, за класична операција и за некој кога ти гарантира алтернативно да се излечиш, нормално дека човек се одлучува за тоа што е полесно.
зашто Но вие не се дојде распрашавте за операција. него дека не е лекар, а се Па- представува како лекар, дури го па, гледав ние- вашиот разговор во студио, ми се чини дека и како докторе му се обраќате. Да, му се обраќам ко докторе, зашто Но не е лекар. така мислев. Не е лекар, он не е лекар. Да, не е лекар он. Меѓутоа, он се прикажува како лекар. Он е многу убедлив во своето кажување и зборува авторитетно. Така Вие делува. живеете во Србија, има ли, така да кажам, пациенти многу кај него? Па не знам колку има пациенти, веројатно дека полека кој оди кај него дека нема веќе пациенти. Веќе дознаваат. Се јавија и други луѓе што се во слична судбина како мојата фамилија. Исто има трагични други случаи, што веќе се јавуваат. И така. Да се вратиме на почетокот, значи почна комуникацијата со мејлови со него. Така. Вашиот брат престојуваше таму или ви праќаше по интернет тие тинктури кои што ги подготвува? Како одеше сето тоа? Господин Петровиќ прави тинктури во неговата куќа, што јас лично имам зимано од таму, мислам не зимано, него плаќано. Колку чини една тинктура кошта 400, 500, 600 денари, така нешто отприлика. Сите коштаат различно. Ви ги праќаат по пошта, така? Или по пошта, или ја лично, многу пати и јас лично ги зимав. Но не се среќававте со него лично? Со него да, еднаш си имаме сретнато таму, меѓутоа тинктури ми продаваше мене неговиот студент, што он го кажува ко студент. Уствари, господин Петровиќ има некој онлайн факултет кој што е познат, мислам признат во Америка, но не е признат во Србија. Значи не е легално. Не е легален. Па не. Затоа што спомнува студенти. Какви се тие студенти? Па тие студенти негови, што он ги нарекуваше доктори во мејловите кои што ми ги праќаше. Јас мислев дека тоа се доктори што имаат искуство со лечење на пациенти. Тоа е комплицирана болест, тумор или рак или... И господин Петровиќ нив ги нарекуваше доктори. Јас мислев дека они се доктори. Брат ми нонстоп беше под неговата терапија, која што... Што подразбира тие тинктури? Таа терапија, неговата терапија, да. Тинктура е јака концентрација од билки. Значи јако концентрирани билки. Една негова терапија е 2 недели, а требаат 13 шишенца со тинктури. Значи за еден месец околу 26. Јас побарав мислење еднаш од господин Петровиќ за гаманош, меѓутоа он ми кажа дека тоа е глупост и да не одиме на лекар. Гаманош е всушност прецизно оперирање на Да, гаманош е некоја најнова технологија така, за операција, така. Дали тој ви советуваше да не одите на лекар, бидејќи го гледав разговорот во една од телевизиите каде што беше гостин, каде што тврди дека не ви велел да одите на лекар, туку дека е тоа лоша опција. Го спакува убаво одговорот. Да, од господин Петровиќ, јас мислев дека кога ќе објавам оваа моја сторија во медиумите, дека ќе видам барем една мала грижа на совест од него. Меѓутоа, освен напад и одбрана, јас ништо друго терапевско не приметив кај него. Да, господин Петровиќ кажува дека он само сугерирал, меѓутоа јас мејловите ги пушти во јавност. Не ги пушти во јавност ја мејловите. Таму во мејловите се гледа јасно дека он нас буквално ни кажува да не одиме на доктор. Значи, он тврди за неговите мејлови. Он тврдеше дека се ќе биде во ред. Он тврдеше да не одиме на доктор. Дека само да ги слушаме неговите совети. Го прашав еднаш за толеранција на храна, за интолеранција на храна. Он ми кажа, ќе го цитирам сега, рекол сам вас да не идете код лекара. Значи, таков мејл добив неколку пати да не одиме на лекар, што ние го послушавме зашто бевме под голем притисок, под голем страв,
Зошто страв? Страв од кого? Па страв од нешто да не направиме погрешно и после да каже ете, тоа е последица зашто не се придржа така, да. Како поминуваше време, брат ми како му се зачестуваа, да кажам, нападите. Во меѓувреме тој примаше ли терапија? Не. Он ја трнавте целокупната терапија што господин Петрович ми рече лекови да не зима исто, докторите што му ги препишале. И брат ми ги отфрли лековите. Господин Петрович беше буквално 100% против класичната медицина. Што ние во знак на во време на наивност, да кажам, во бол, ја исклучивме класичната медицина и се одлучивме да го послушаме него. Меѓутоа... Како изгледа? Вашиот брат престојуваше таму неколку дена? Да. Како се зачестуваа нападите, како јас му пишував на господин Петрович мејлови, он секогаш имаше некое објаснување за понатакај. Меѓутоа некако нонстоп беше тука. Он ми предложи да оди во неговиот центар, што се наоѓа во село Петровец во Лесковац. Брат ми таму плаќавме 120 евра дневно. Тоа е една обична куќа со бавчичка, селски услови, буквално селски услови. Како изгледа тоа? Што има внатре? Каков е тој центар? Па тоа не е никаков центар, значи тоа е една обична селска куќа со бавчичка надвор. Никаков не се работи, тука не се прават никакви испитувања. Ништо тука не се прави, него... Има ли некаква ознака дека е тоа центар, дека... Не, нема никаква ознака. Ординација, болнички кревети? Нема. Има само тинктури, буквално брат ми, како што ми кажуваше мене, и јас бев еднаш присутна таму, бев да го посетам брат ми. Тоа е еден обичен релаксирачки ден кој ќе поминете. Значи, што правеше шетање, се шетаа со тој студент на господин Петрович. Спорт малце, тинктури, ЦДА сокови, молитви. Така, значи, еден релаксирачки ден. Парите на кого му ги дават? Парите му ги дававме на студентот на господин Петрович. Господин Петрович кажа дека ние не сме му платиле него, меѓутоа ние плативме на студентот. Тој центар е на господин Петрович. И ние не знаевме дека тој центар постои. Ние дознавме кога господин Петрович не обрати во тој центар да одиме. И таму и плативме кај докторот на студентот. Добро, имате ли информација дали некој влегол во, кажавме дека е отворена истрага, дали некој влегол во полиција, дали влегла во тој центар, дали виделе што има таму? Има, на еден Дали е сега затворен тој центар? Па да, мислам дека не работи моментално. Иначе видов на еден српски портал имаш објавено слики од тој центар внатре, а имам и јас исто слики од центарот. Така да... Имаше повеќе студенти, како ги нарекува, значи прави систем од надри лекари фактички, и студентот бил всушност... Така. Па да, студентот бил уствари студент на господин Петрович, на доктор Петрович. Го гледав вашето гостување на една од телевизиите, бевте вие, тој и една лекарка од лекарската комора. Настапи многу агресивно, многу перфидно, го нападна дури и новинарот, и вас ве нападна. Се бранеше дека само давал совети, дека воопшто не ви бранел. Па господин Петрович во Србија е познат по неговото критикување на жени, напаѓањето на школите, на образованието. Познат е по неговиот некарактер исто. Исто упатуваше и навреди према мене. Морам му се заблагодарив за тоа. Он ми го зема брат ми, но карактерот не може да го земе на никој. Имам чувство како да успеа да ве уплаши некако. Беше најгласен од сите всушност таму. Па, он мене не може да ме исплаши, зашто јас ја кажувам вистината.
Ние му верувавме него на почетокот зашто он има исто теми на YouTube за веронаука и мислевме дека се работи за побожна особа. Меѓутоа не испадна така. Видовме дека не е така. Господин Петровиќ е познат по неговото недолично однесување и многу ми е жал за тоа. Добро, го толерираат во државата, со јавно излегува. Во ред е алтернативната медицина сега, може би е во тренд, но има и други смртни случаи. Се јави и семејство на друг починат пациент. Да. Па, да. Ова наликува на шарлатанство. Па не наликува, него е. Е шарлатанство. Е шарлатанство, да. Ја разбирам желбата на господин Петровиќ да биде доктор. Меѓутоа, јас мислам дека медицината дефинитивно не е негова гранка и мислам дека треба да се занимава со нешто многу поинакво од медицината. За жал, медиумите во Србија некои го толерираат неговото однесување. Зошто? Не знам од кои причини. Веројатно како и Шешелј што изјави во една утринска програма пред една недела беше со господин Мирољуб Петровиќ и рече дека јас мислам дека си добар човек, меѓутоа те доживувам како шоумен повеќе. И мислам дека така треба и сите да го доживуваат него како еден шоумен. Видов некаде дека е абсент 2012 година, не заради ова, туку заради изјави што ги давал дека ќе руши таму, не знам што, за Шевенинген во затвора, додека беше Шешелј, Младич и... Па, вообичаено Значи, се експонира во медиумите на различни начини, но веројатно има и поддршка од некого, мислам, за тоа што обстојува толку време. На такви изјави против образование, против жени, против вакцинација на деца, против медицина, он е против буквално се што постои. Он самиот кажува дека системот во Србија и во светот воопшто не функционира. А он и самиот не работи легално. Значи, он кажува дека тинктури не ми продавал. А тинктурите има да се видат на неговиот сајт, Институт за природна медицина. Што нема логика он да ги поклонува тинктурите. Но не може ни државата да дозволува да се даваат такви работи на пациенти и да постои таков некаков институт или центар, не знам како го нарекува, работи нелегално. Да, тоа не е легално, тој институт не постои. Он не е никаде пријавен, нити легален, нити е институт. Значи, 120 евра дневно за еден релаксирачки ден, при тоа ништо не правите таму. Во нешто непријавено, во една обична селска кукичка, да кажам, тоа е премногу. А никаква помош не може таму, значи... Би било предлагано да остане и подолго време таму. Да, на крајот, исто кога комунициравме со господин Петровиќ, и после брат ми помина 6 дена во неговиот центар, јас кога му се обратив дека и после тоа има напади, он ми кажа дека брат ми треба да работи на неговата побожност, дека нападите му се резултат на демони, дека е опседнат со демони во себе. Ние буквално со брат ми не знаевме што да правиме. Многу работевме на себе и на својот карактер. Мислевме дека нешто работевме погрешно, не знаевме што е тоа. Немавме ни на кого да се обратиме, зашто он беше сигурен во тоа што го пишувавме, а ние не знаевме каде грешиме. Имаше силно влијание, очигледно. Силно влијание, да. После тоа, кога му кажав дека нападите не се смалуваат, дека они стојат, он ми кажа дека брат ми кога би бил година дена во неговиот центар, повеќе никогаш не би имал епилептички напад. Меѓутоа, ние не ни дочекавме да се одлучиме за таков чекор. Исто летоска, во јули месец, брат ми беше намагнетна уште еднаш. Докторите ни рекоа дека нема подобрување,
дека Стагнира исто, ситуација. да, дека е едноставно исто и кога му кажав на господин Петрович, он ми кажа, пак ќе го цитирам, рекол сам вас да не идете код лекара. Рече дека не е битно што кажува магнетната, него е битно само брат ми како се осеќа. Брат ми се осеќаше добро, меѓутоа Нападите не престанува. Да. Што правевте во однос на тоа кога ви рече дека е обседнат со демони? Па, мислевме дека нешто правиме погрешно. Морам да кажам дека брат ми е еден голем верник и многу веруваше во Исус и многу работеше на себе и јас исто. И буквално мислевме дека стварно нешто не е во ред, дека стварно нешто се случува. Со молитви, значи. Да, со молитви. Гледавме тоа да го коригираме со молитви. На крај, во ноември месец, кога му се обратив на господин Петрович повторно за нападите, он ми кажа да не бидеме досадни, дека ќе ми блокира мејл. Тоа беше крајот на ноември, така. Од тогаш ги прекинавте контактите со него или продолживте со таа негова терапија? Ние продолживме со неговата терапија. Брат ми до самиот крај беше 100% на терапијата на господин Петрович и јас тоа го тврдам, а можат да го потврдат сите наши пријатели. И не само што беше на неговата терапија, него ние правевме и многу повеќе од неговата терапија. Ние буквално се информиравме и преку интернет и значи многу повеќе правевме од сето тоа. Преку интернет за неговиот начин на лекување. Да, го слушавме доктор Шулц, доктор Хамер, така. Тој ве наведуваше да ги слушате? Не наведуваше он, меѓутоа доктор Шулц има некоја слична метода на лечење као господин Петрович. Меѓутоа на различен начин и тоа е една многу поинтензивна терапија со присуство на доктори и така натака. На 7 ноември се случи напад, при напад почина вашиот брат? На 7 јануар. Јануар, така. се извинувам. Да, на 7 јануар оваа година. При напад се случи напад на брат ми, при што брат ми почина. Јас веста многу тешко ја примив. И му се обратив на господин Петрович. Прво му звонев на телефон, меѓутоа не се јави. После тоа му пишав порака на Вибер. Му пишав: господин Петрович, ви благодарам на успехот. Мојот брат почина. Му посакав да ја прочита Библијата и да живее така како што пишува во Библијата. Меѓутоа, он ме обвини мене и моето семејство како ние сме го упропастиле тоа дете и дека ние сме одговорни за тоа. И ми кажа да не му досаѓаме веќе и ми го блокираше бројот. Јас стварно во една таква трагедија што се случи, не добив еден ладен одговор, без воопшто ни грам совест, како ништо да не се случило, уствари него и стварно ништо не му се случи. Меѓутоа, кога ќе слушнете дека во една фамилија се случила некоја трагедија, просто е невозможно да одреагирате како он. Да. И тогаш веројатно свативте со кого си имате работа. Да, тогаш сватив со кого имам работа и им се обратив на медиумите во Србија. Тогаш ги активирав медиумите во Србија. Ова што го правам не ми е желба да се осветам јас на некого. Меѓутоа, јас не можев него да му се обратам, зашто он ми го блокираше мејлот, ми го блокираше и бројот. Значи, сето ова сега што го правам е само резултат на неговите постапки. И јас искрено се надевам дека на господин Петрович еден ден ќе му проработи совеста и ќе му се намали егото и дека ќе размисли за дали медицината е негова гранка. Алтернативната.
Алтернативната, да. Неговите настапи се прилично агресивни. Видовме едно многу перфидно однесување при еден настап во студио на една телевизија. Бараше од вас да се извините? Да, он бараше од мене да се извинам за зашто сум го нападнала во медиумите. Не знам на кој начин се чувствувал он угрозено. Затоа што мислам дека он е единствената особа што треба да се извини во случаев. Меѓутоа, он е познат по неговото арогантно понашање. И Ви се закануваше? па да, добив еден многу вознемирувачки мејл во смисла да му се извинам, да отидам кај него и да му се извинам за сето ова и да кажам дека само јас погрешно сум го разбрала неговото обраќање преку мејл, иако е тоа тврдење и сите мејлови се пуштени во јавноста. И дека тоа не е акт на неговата слабост, меѓутоа не би било добро да се браниме со сите оружја и да се видиме на канонот леќе дукаджина. Тоа значи крвна одмазда. Па, да. Тоа значи. Вие да. ова не го пријавивте во полиција? Ваквата закана? Па не ја пријавив во полиција. Јас ја кажувам вистината и Но не се плашам да ја кажам вистината. како да успеа до некаде да ве уплаши? Не се плашам од него. Јас ја зборувам вистината. Јас само како што он може да живее со тежина дека еден млад живот е изгубен заради неговата желба да биде доктор. Мене ми е тешко да живеам со таа тежина во себе, да помине некои години и години во затвор. А како он може да живее со неговата совест, која што очигледно ја нема, не го разбирам тој дел од неговиот карактер. За жал постои. Добро, основното јавно обвинителство рековме дека покрена постапка, полицијата истражува, вас се уште не ве викнале. Да, се уште мене не ме викнале. Особено што уште една жена, мајка, кој се обрати, не знам. Да, има, семејство, да. се товари за тешки дела против здравјето на луѓето. Да, тешко да, кривично дело. Да. Сакате ли да им порачате нешто на граѓаните? Сакате ли да пратите некаква порака? Предпоставувам дека има доста публика во Србија, а интернетот возможува и пошироко да се дојде до него. Во Србија е ова многу актуелна тема, нажалост, за жал. Тема што има многу мојата фамилија ја зави во црно, меѓутоа е многу актуелна тема во Србија. И би сакала на сите граѓани да им порачам прво да веруваат во Господ, да дефинитивно да се придржаваат на класичната медицина. Лекарите се за тоа, да одиме кај докторите и да им веруваме на докторите, да водат здрав начин на исхрана, меѓутоа кај доктори што се признати и што имаат било какво покритие за тоа. А не кај овакви надри лекари, кај некои што покушаваат да бидат доктори или само што имаат желба да бидат доктори. За жал, господин Петровиќ е само еден човек што има желба да биде доктор, меѓутоа без грижа на совест, без човечки особини. И има доста поборници во Србија. Мислам, луѓе кои што го читаат, го гледаат, му одобруваат, го следат. Има многу се луѓе. лекуваат на таков начин. Има многу луѓе што го следат во Србија. Една од нив бев јас и моето семејство. Ние го следевме долго време. Он има интересни теми на YouTube. Мислам, беа интересни, што мислев дека се вистинити. Меѓутоа, он не се придржава на тие теми. Тоа не е он тоа што го зборува на YouTube, тоа не е он. Он не е тој човек, он е една сосема друга особа.
За жал има луѓе што го поддржаваат се уште, меѓутоа јас се надевам дека ова ќе биде поука за сите нас. Вие ќе поднесете ли приватна тужба? Јас се уште не сум поднела приватна тужба, затоа што државата веќе крена постапка. Би сакала да се консултирам со другите луѓе што се јавуваат, да видам каква е нивната желба, а и чисто давам простор, можеби господин Петровиќ ќе му проработи совеста и ќе се извини, зашто Ќе ви биде доволно извинување? Па, доволно извинување нема да ми биде, затоа што од неговата желба јас немам брат. Дали не сметате дека треба да биде казнет за она што го направил? Па он кога би бил барем малце човечки особини, кога би покажал, би требало он сами од себе да си крене тужба и сами од себе да се тужи. Или макар да се извини. Меѓутоа, кај него таква, не видов таква особина воопшто. Оставам нема ни да видите. Да. Ви благодарам што бевте гостинка. Ви благодарам што ме слушавте. И се надевам дека се ова мене што ми се случило и на моето семејство ќе биде една поука за сите наши граѓани и за сите нас. Благодарам.